Советниците едногласно на вчерашната седница ги усвоија препораките до Управата за јавни приходи во врска со постапувањето при утврдувањето на даночни обврски за граѓани ангажирани во високоризични воени зони. Во име на засегнатите граѓани на седницата говореше председателот на Сдруженијето на граѓани Правда за сите Зоран Наковски. По добивањето на известувањето, сите бевме изненадени, сите бевме шокирани, сите засегнати граѓани се обратија во подрачните единици на УЈП во Куманово. Од нас беа побарани следните документи: образец 743, договор за работа, иако станува збор за личен документ меѓу работникот и компанијата, банкарски извештај за 2020 година и потврда од МВР за влез и излез од државата. Дополнително доставивме и други докази: пасоши со валидни печати, визи, дозволи за престој, привремени лични карти, како и документи од МВР за пријава, влез и излез од држава. Сите поднесовме барања до МВР и Биро за јавна безбедност, Одел за гранични работи и миграција, за издавање потврда за евиденција на влез и излез од државата. Одговорот што го добивме гласеше дека тие не чуваат податоци 5 години постари. Тука логично се поставува прашањето: како може институција во наша држава да не чува податоци постари од 5 години за своите граѓани, а истовремено УЈП од нас бара документи постари од 5 години од држави кои со години се во воен конфликт и немаат функционални институции, како што е, например, државата Авганистан. Поради краткиот рок пред истекот на застареноста на даночната година 2020, се самоорганизиравме и одржавме мирен и достоинствен протест пред зграда на УЈП во Куманово. Јасно е дека не станува збор само за даночен проблем, туку за прашање на правна сигурност, еднаквост пред закон и институционална одговорност. Ние не бегаме од обврски, ние не бегаме од даноци, не бараме привилегии, бараме само еднаков третман, законитост и почитување на принципот дека товарот на доказ не може да биде ставен исклучително на граѓани кои се соочуваат со институционални ограничувања што самата држава ги има создадено. Иако сите знаеме дека самата таа институција има направено многу пропусти во работењето, известувањето, информирањето, кои по нивни закони се должни да ги извршат. И вие, како и ние, сте дел од оваа заедничка општина. Сигурен сум дека некој од вас, ако не и самите вие, имате близок човек, роднина, пријател, сосед, кој се соочува со истиот проблем што го имаме и ние. Ако не сакате да ја дадете поддршката заради нас, направете го тоа за вас лично и заради вашите најблиски. Денес не бараме политичка поддршка, бараме човечка поддршка, бараме страв, бараме глас што ќе застане зад правдата. Нашиот заклучок е јасен: бараме правично, индивидуално и неселективно разгледување на сите случаи, транспарентност во постапките и почитувањето на принцип на правна сигурност. Токму поради тоа што имате поддршката на Советот на општина Куманово, сте на седница на Совет на општина Куманово. Одржавме 4 координации, на која што мислам дека со овие препораки кои ги упативме до државната институција УЈП, излегуваме во пресрет на вашите барања, а тоа се следниве: да се воспостави ефективна и ефикасна соработа со странски институции и фирми каде што работеле државјаните на Република Северна Македонија во зоните на Ирак и Авганистан со цел обезбедување точни и сигурни податоци што ќе овозможат правично утврдување на евентуална даночна обврска. Значи, овдека што ќе читам и ќе коментирам, ќе дадам збори на сите кој сака да се вклучи во препораките. Со ова велиме многу брзо, ефективно и ефикасно да стапат во контакт со државите во кои што сте работеле
и со институциите и со фирмите во кои што сте работеле за да обезбедат докази. Да изврши проверка на постојните меѓународни договори и можни даночни ослободувања кои би се однесувале на нашите сограѓани кои работеле во војни зони во Ирак и Авганистан со цел да се утврди дали постојат основи за евентуални даночни ослободувања или спречување на двојно оданочување. Што бараме тука? Да се преиспитат сите меѓународни договори кои ги имала Република Македонија со овие држави. Да обезбеди навремено и тековно известување на сите засегнати граѓани, значи навремено и тековно да ви известува, за утврдените факти за постојање, односно непостојање на даночна обврска преку изготвување на конечни решенија изготвување на конечни решенија за задолжување. Значи, да ви известат тековно, постојано да бидат во контакт со вас. Во случај на утврдување на даночна обврска да се овозможи разумен рок за плаќање на ПДД, вклучително и можност за плаќање на рати без пресметување на камата, имајќи го во предвид подолгиот временски период од настанувањето на даночната обврска. И препорака до вас. Советот им препорачува на сите засегнати граѓани и покрај нашите политички заложби препораки да ги искористат сите правни средства предвидени со закон доколку сметат дека е потребно и легитимно за заштита на нивните права. Мислам дека со овие 4 препораки до УЈП, една до вас како засегнати граѓани, Советот излегува во пресред на барањата на Сдруженијето што го формиравте и на сите граѓани кои се во ист кош со луѓето кои членуваат во ова Сдружение.